Изгорена и старата грнчарска работилница во североистокот, стара над 120 години. Пожар целосно ја пеплоса зградата на 54 годишниот Стојан Трајковиќ од Кумановско Табановце, еден од 5 регистрирани занаетчи грнчари во државата. Уништена е целосната опрема како и над 3000 готови производи. Материјалната штета е над 40.000 евра, а имотот не бил осигуран. Не успеавме да го изгаснеме. Повикаме пожарна да дојде веднаш со интервенција. Имаше задоцнесна реакција од нивна страна, после сат време дојдоа. Тогаш беше пламен огромен и не успеа да стабилизираат. Се прошири на нова работилница и зафати простор од 300 квадрата, плюс поткровле каде е сушара, околу 150 квадрата и целата опрема, садови што се за сушење и готови, сталажи, се отиде. Имаме готови производи за продажба, имаме сега за празник 8 септември, Ден на Македонија, државност за председател Пендаровски, исто изготвени садови што отидоа у пепел. За наш пазар исто така имавме производи што ги пласираме низ цела Македонија, тоа отиде све у пепел. Ти кажам, бои, материјали, дрва имавме 40 кубика спремни за зима. Тоа се отиде, ништо нема. Сега е на нула ситла. Причината не знаеме кој е за пожар, дали е електрична инсталација, тука имаме само светло за осветлување, други кабли за струја немаме никакви. Никакви други сознанија немаме, ни може да утврдиме, ни некој да наклеветиме дека некој го сторил тоа, али штета материјална е многу голема. Недоместлива. Имотот беше неосигурен. Да, имотот не беше осигуран, не се надевавме на ваква работа, дека ќе се случи трагедија, се случи со големи материјални штети. Стојан вели дека тешко може да се врати работилницата која била направена по европски стандарди. Ова работилница е правена по проектот на германски керамички фабрики во Кобленц, во Гренцхаузен. Пред 15 години бев таму, видов и од самите фабриканти на керамика што работат таму, зедов проектот ми го дадоа и сите други јасноти ми ги појаснија да изградиме една работилница по нивни стандарди со висина на 3 метри внатре, чиста висина, голем простор со вентилација за сушење на роба, за испарување и за сите другите потребни работи што треба за керамика. Ќе биде неопходна поддршка од државата. Доколку тој одлучи да ја затвори, ќе згасне грнчарството во североистокот. Интересот е и така многу слаб. Во моментов занаетот го пренесувал на само еден кумановец. Четврта генерација, дедо, татко ми. Сега јас 30 години активно работам, активно да ти кажам и пријавен фактички управ за приходи и даночен врзник. Ама тоа не менува никаква работа. Единствени сме што занаетот изумира, барем да го зачуваме ова културно наследство на државата и на самиот народ, како на градот и пошироко на целата држава. Очекуваме да помогнат институции, како што се прво да наведеме локална самоуправа општина, самата држава да помогне било со материјали, значи не бараме пари да ни дадат, значи да не биде злоупотребено тоа, да бидат материјали да се покрие зградава, зима оди, да не падне дожд, да не се пропасти сето тоа друго, дрва да набавиме за работа, керамиди и тие опреми да може да профункционираме од пролет да стартуваме повторно со изработка на своите занаетчиски работи. Треба да се реновираат печките, се изгорени, сети нема ништо од тоа, за месец дена ништо не може да направиме, сега до зимом ако може бар дел 30% да го припремиме и реновираме, останато оди на пролет кога ќе биде потопло време. Од занаетчиската комора постојано укажуваа дека е неопходна поддршка на старите занаети кои се во изумирање.